чест и задоволство да ве поздравам. Заради тоа што присуствуваме на убав настан, тоа е донација на апарат кој што досега оваа болница во Куманово го немаше, практично го немаше целиот овој североисточен регион во државата. Станува збор за апарат со кој што се прави анализа на слухот кај сите новороденчиња. Тоа е метода која што се изведува и се прави во сите развиени земји, помага да се детектираат овој проблемите со слухот уште во најмала возраст, непосредно после раѓањето, а сето тоа значи дека раната детекција може да значи и рана интервенција, со што се надминуваат и други компликации во развојот на бебињата, односно децата, а заради проблеми со слухот кои не се детектираат на време. Сакам да изразам голема благодарност до компанијата ЕВН. Ова не е прва донација, веќе се потпиша договор за донација и реконструкција на една операциона сала, гинеколошко-акушерската клиника во Скопје и секако на представниците на Проехом, заради тоа што во континуитет го поддржува нашиот здравствен систем, посебно со проектот Перимак за зацрснување на капацитетите на родилиштата во Скопје, во Куманово и во Тетово. In business and industry, we have a golden rule, a saying, which says only measurable is manageable. Во светот на бизнисот и на индустријата имаме едно правило, а тоа е дека само она што е мерливо е вистинско нешто. I think this is also true for the health sector and for hospitals. You can only attack a problem and have a cure if you understand the problem, if you measure the problem. Мислам дека истото важи за медицината, дека само ако имате начин да мерите нешто, така можете да знаете дали за тој проблем имате решение. And this is why I'm glad on the recommendation of the HOPE project that we had the chance to donate a device, a high-tech device, to detect problems with the impairment of hearing of babies. И затоа ми е многу мило што по препорака на Project Hope успеавме да донираме опрема која што е наменета за детектирање на проблемите во слухот и се работи за една високо квалитетна опрема. This was missing in the hospital in Kumanovo, as many other technical solutions are missing in the hospital, and I hope with this we gave a good recommendation also to other companies to help the hospitals in a private and public dialogue. Оваа апаратура недостасуваше во болницата во Куманово, како и многу други потребни апарати, но затоа тука постојат останатите представници од бизнес секторот кои што може да се најдат да го знајдат ова како пример и да помогнат во вакви цели. So we are working now since 3 years in Macedonia for trying to reduce the perinatal mortality, as we call it. And this is the third hospital that we are starting to work on. And I'm very happy with this first donation that you do here for the hearing device. It will be a first of a lot of other equipment that we are going to address in this hospital and in Tetovo. Веќе трета година работиме во Македонија на Перимак проектот, чија цел е намалување на неонатална смртност во Македонија. Ова е трета болница во која што започнуваме да работиме. И многу ни е драго дека почнуваме со оваа донација со помош на ЕВН, затоа што во иднина предвидуваме многу друга и разновидна опрема за истата болница и за Тетово. Yeah, we started in Skopje with the Pediatric University Clinic, where all the premature born babies, the most urgent babies are going. We wanted to do that first. And we have worked on a clinic, on an obstetrical clinic, the Mother Teresa Care Hospital. Those are more or less finished, and now we start to work on Tetovo and Kumanovo as an example how the other hospitals can be upgraded also. Започнавме најпрво со педиатриската болница, интензивна нега во Скопје и со гинекологија Чаир, како највисоко ниво на грижа за здравјето на мајки и деца. И сега продолжуваме во болница која што е секундарно здравство, како би можеле да покажеме како треба да изгледа болница од ваков тип во Македонија. And I want to say, it's not only good for the patients and for their families if their babies are healthy and if they are sick they are cured, but it's also economically very important because if you save them, what you do right at the beginning, you save later during life.
Значи, не со овие донации со програмата не само што помагаме секако на родителите и на пациентите и на болниците, туку и на самиот здравствен систем, затоа што ако се инвестира доволно на почетокот, при самото раѓање на бебињата, нели, понатака во животот многу повеќе ќе заштеди здравствениот систем за грижата на овие пациенти. So today we are going to look in the hospital here and look exactly what they need, and then we are going to make a list, and we are starting to work on this hospital. Значи, денеска ќе го донираме апаратот, меѓутоа и ќе направиме една листа на опрема која што е потребна за ова родилиште и од тука ќе започнеме со набавување на соодветната опрема. Super. Да. Првин сакам да упатам зборови на благодарност на компанијата Евана како општествено одговорна компанија која што со овој свој гест покажува интерес за унапредување на здравјето на нашите пациенти. Како болница која што е најголема во североисточниот регион и единствена која што има родилиште во склоп на болницата, значи тука раѓаат сите жени од сите општини во целиот североисточен регион, овој гест навистина е достоен за почит. Јас искрено се надевам дека и другите компании ќе го следат примерот на Евана, бидејќи секоја помош дадена во јавното здравство, па и во една најголема болница, општа болница во Македонија, е добре дојдена. Голема благодарност и до Project Hope, кои што посветено работат на унапредување на здравјето на нашите најмали сограѓани, значи за новороденчињата во рамките на Перимак програмата, чија што цел е намалување на дојнечката смртност и морбидитет. Тие веќе неколку пати не имаат посетено, имаат направено скенирање на состојбата во акушерскиот оддел и детското оделение во Куманово, така да нивната помош е навистина за пофалба. Допрво очекуваме донации. Благодарни сме што еве еден ваков апарат кој што ќе се употреби за скрининг и рана детекција на оштетување на слух кај новородени доаѓа токму во Куманово. Порано дечињата кај кои што е евидентирано било какво оштетување на слухот биле упатувани во Скопје, било по приватните клиники, приватните болници или пак во државна клиника. Вакви апаратчиња, колку што знам, има донирано на клиника за педиатрија и во Чаир. Инаку ние сме прва општа болница која добива ваков апарат. Морам да потенцирам дека донацијата на вистина е во вистински раце, бидејќи ние на годишно ниво имаме околу 1300 раѓања, а сме болница која што на годишно ниво обслужува 200.000 пациенти. 10% од тие се хоспитализирани. Што е она што од апаратите најмногу и недостига на болницата покрај нели овој апарат сега што го добивте? Да, дел од она што ни недостасува, значи ако збориме на ниво на цела болница, се ехо апарати, стерилизатор, ЕКГ, значи се она што е неопходно за работа, кое со годините се амортизира и е потребна замена со нови апарати. Конкретно за одделот за гинекологија и акушерство има потреба од набавка на ЦТГ апарати, фетоскопи, ехо апарати и останата опрема која што дел од тоа ние ќе купиме, но дел очекуваме донација од Project Hope. Министре, може ли прашање вон темата? Кога ќе пристигне мамографот во Кумановската болница? Дали веќе е распишан? Одобрени се средствата и кога ќе почне да се применува? Да, имаме буџет во Министерството за здравство за набавка на 8 мамографи, кои ќе бидат распределени по неколку јавни здравствени институции широм државата. Веќе до крајот на оваа недела ќе започне постапката, така да колку траат временските рокови, јас верувам дека за период од 2 до 3 месеци апаратот ќе стигне во Кумановската болница.